Грбовите представуваат символи за визуелна идентификација на поединци, семејства, династии, институции, разни корпорации, градови, провинции, земји, држави и слично, кои се составени според одредени хералдички правила, кои не се применуваат секогаш доследно. Иако во хералдиката се смета дека грбот е постојан, непроменлив символ за идентификација, сепак постојат разни примери на промени во грбовите, особено кај владетелските и кај државните грбови. Зависно од носителот на грбот и сталешката припадност, тие се делат на грбови на феудалното благородништво и грбови на црковното благородништво. Покрај тоа, постојат семејни или приватни грбови, грбови на градскиот патрицијат, грбови на општествени или други организации, градски грбови, провинциски или покрајински, државни грбови и земски грбови. Земските грбови се појавиле најдоцна во времето на хуманизмот и ренесансата. За разлика од државните грбови, символизираат организирана администрација врз конкретна територија. Земските грбови немаат административен карактер. Тие се измислени символи за означување на одредена земја во географска смисла, која во даден момент можела да се наоѓа под една или повеќе туѓи администрации. Според тоа, земските грбови се однесуваат на земји во географска смисла, кои во моментот кога е создаден грбот за нив, реално немале собствена држава, дури не биле организирани во некаква управна административна единица под истото име, туку биле во рамките на други држави. Од тука, земските грбови немаат реален, вистински носител на грбот, туку тие служеле за визуелно маркирање на одредена географска област. Земските грбови ги создале поедини лица од разни побуди, а најчесто за докажување на одредени права за стекнување на позиции или привилегии. Такви измислени грбови се внесени во грбовници, ракописни или печатени збирки со разни грбови, иако реално самиот творец на грбот немал информации дека истиот се користел како таков или во слична варијанта за одбележување на конкретната земја или пак дека некој неизин владетел некогаш го користел. Честопати, творците на овие грбови имале само слушнато за овие земји и за нивното минато, кога всушност воопшто и не постоеле грбови. Независно од тоа, тие понесени од потребите за докажување на одредени права или остварување на интереси, па дури и од романтичарски побуди, си зеле слобода да креираат грбови за таквите земји. Иако овие грбови немале реален носител, откако биле создадени, тоа не му пречело никому понатаму да ги вградува во други општи или семејни грбовници, со што ги изразувале своите претензии кон соодветните земји. Подоцна, таквите земски грбови одиграле големо влијание кај јужнословенските, балканските народи по создавањето на нивните национални држави, при што послужиле како основа за креирање на нивните државни грбови. Земскиот грб на Македонија во грбовниците се појавил кога се појавиле и повеќето земски грбови на јужнословенските земји, во време кога не постоела македонска држава која имала реален грб и кој се применувал административно. Најчесто, како хералдички символ за означување на Македонија се користел жолт или црвен лав врз штит на жолта или црвена основа во разни варијанти. Македонскиот земски грб се појавува и почнува да се распространува преку така наречените илирски грбовници, кои најпрво почнале да се креираат во Дубровничката република, како единствена слободна територија во овој период на Балканот. Илирските грбовници представуваат повеќе преписи на ракописни, но и печатени грбовници. Нивните креатори тврдат дека истите ги составиле врз основа на еден стар грбовник од времето на Душановото царство. Поголемиот дел од овие грбовници се пишувани и цртани рачно, поради што најчесто се во поединечни примероци, но ги има и во печатена форма. Бидејќи ракописните грбовници биле во поединечни примероци или во ограничен број, нивното влијание било помало во споредба со печатените. Во илирските грбовници се поместени
приватни семејни грбови на влијателни семејства, од кои повеќето од Босна и Хрватска, но во нив се поместени и препишаните грбови на цар Душан и цар Урош, кои всушност представуваат грбови на доминиони, бидејќи во нив се инкорпорирани и земските грбови на областите и земјите со кои владееле. Поради тоа, во одредени полиња во овие грбови се среќаваат и грбовите на Македонија, Бугарија, Илирија, Босна, Далмација, Хрватска, Славонија, Рашка, Србија и Приморието. Првичниот грбовник, од кој што се препишани сите илирски грбовници, науката го датира кон крајот на 16-тиот век, иако тој тврди дека е копија на оригинален грбовник кој што се јавува во времето на цар Душан. Во овој протогрбовник за прв пат се среќава македонскиот земски грб, чие настанување е поврзано со дубровничкото семејство Охмучевиќ и поточно со Петар Охмучевиќ или Дон Педро. Петар Охмучевиќ бил морепловец кој влегол во служба на шпанската флота, каде се стекнал со чин адмирал. Својата кариера во шпанската флота ја започнал околу 1580 година, а починал во Лисабон во 1599 година. Петар Охмучевиќ, иако стасал до адмирал, не можел да се помири со судбината што не му бил признат благородничкиот статус во шпанското општество, па затоа почнал да прибира, да креира и да фалсификува фиктивни генеалошки и хералдички документи за да докаже дека потекнува од Хрелја или Релја Охмучевиќ, некогашен феудалец во околината на Костур во Македонија од времето на српскиот цар Душан. Покрај разните документи, Дон Педро почнал да собира и да составува грбови за своите предци. Еден од тие фалсификати е предметниот протогрбовник, чиј што примерок не е сочуван или барем досега не е пронајден, но затоа пак од него своевремено биле направени повеќе преписи во другите илирски грбовници. Интересно е да се напомене дека во ракописот во овој прототип стоело дека истиот е составен врз основа на еден грбовник од 1340 година, кој што наводно бил пронајден во светите книги во Светагора и наводно бил изработен од хералдот на српскиот цар Душан. Токму оваа информација е пренесена потоа и во сите други преписи од овој грбовник, но овој факт укажува дека станува збор за конструкција. За науката е јасно дека цар Душан немал свој хералд, односно составувач на грбови, па тоа е еден аргумент кој што само кажува дека станува збор за креиран грб и грбовник комплетно. Уште еден момент оди во прилог на тоа да се потврди дека станува збор за креација. Тоа е фактот што во протогрбовникот се среќава кирилично и латинично писмо. Тоа упатува на заклучок дека нарачателот на грбот сакал да го направи ракописот, односно грбовникот, достапен не само за јужните Словени, каде што се практикувала кирилицата, туку и за општеството во Италија и особено во Шпанија, каде што тој претендирал да го докаже своето благородничко потекло. Меѓутоа, и овде имаме еден проблем кој ни укажува на невнимание на составувачот, а тоа е фактот што тој воопшто не водел сметка дека во тоа време во Светагора воопшто не се практикувала латиницата како писмо. Така што значи имаме два моменти кои што укажуваат на тоа дека сериозно станува збор за креација. Како и да е, факт е дека тоа е принципот и начинот на кој што настанувале сите земски грбови. Кога станува збор за појавата на македонскиот земски грб и воопшто за илирските грбовници, треба да се нагласи дека тоа коинцидира со појавата на така наречената илирска идеја, која се залагала за ослободување и обединување на сите јужни Словени во единствена држава. Оваа идеја се зародила во Дубровничката република како единствена слободна територија на Балканот. Се разбира, тоа било под влијание на хуманизмот и ренесансата од Италија, кои довеле до развој на литературата, историјата, уметноста и другите науки. Терминот Илирија потекнува од името на некогашната римска провинција Илирико,
Тој се користел без јасни географски и етнички карактеристики за означување на Балканскиот полуостров, поточно неговиот Јадрански брег. Во прво време и најчесто терминот се користел за означување на Хрватска. Подоцна со ширењето на југословенската и пансловенската идеја се користел за означување на Србија и сите други јужни Словени. Така, Римската конгрегација до 1485 година за означување на јужните Словени го практикувала терминот славјенин, но оттогаш за нив го користи терминот илир. Во исто време, мнозина јужнословенски преродбеници почнале да ја пласираат идејата за единствен литературен илирски јазик, разбирлив за сите јужни Словени. Хрватските преродбеници го прифатиле терминот Илирија и Илири како синоним за означување на сите јужни Словени, кои биле поделени помеѓу Османлиската империја и Австриската монархија. Тие почнале да ја протежираат идејата за нивно ослободување и создавање на единствена јужнословенска држава и единствена јужнословенска нација. Наистакнат представник на оваа идеја во 30-тите години на 16-тиот век бил Матија Влачич, кој во врска со оваа проблематика напишал повеќе од 300 трудови. Додека пак Мавро Орбини во 1601 година ја издал својата книга Царство на Словените, во која, величејки го минатото на јужнословенските народи, ја протежирал идејата за нивно заедништво. Овие идеи не биле туѓи ниту во Македонија. Така, например, Охридскиот архиепископ Атанасије, барајки помош од австрискиот император за ослободување од турците, ветил дека ќе ја крене на востание сета илирска нација. Општословенската идеја била прифатена и негувана и од Христофор Жефаровиќ, кој е по потекло од Дојран, но живеел и работел во Виена. Најдобар показател за тоа е неговата стематографија. Во почетокот на општословенската илирска ренесанса се појавил и грбовникот на Петар Охмучевиќ. Во него најнапред стоел грбот на Илирија, кој хералдички требало да ја представува територијата и сето јужно словенство. Како амблем на илирскиот грб е земена млада полумесечина која се раѓа, а над неа стои ѕвездата Деница. Тој е символ кој често се среќава на надгробните богомилски споменици, но и на римски монети ковани во провинцијата Илирија во времето на императорот Хадријан. Во грбот на Илирското царство Охмучевиќ го представил и грбот на цар Душан. Тој е сложен грб, бидејќи во него се внесени и земските грбови на териториите со кои наводно владеел. На штитот од овој грб има 9 полиња на кои се представени земските грбови на 9 земји: Македонија, Славонија, Босна, Бугарија, Далмација, Србија, Хрватска, Рашка и Поморје. При тоа, на 2 одделни штита се представени семејните грбови на немањичите и котроманичите. Од овој грбовник досега не е пронајден примерок и затоа не може да се впуштаме во некаква анализа, но затоа пак грбовите од истиот се пресликани во другите илирски грбовници. Најстариот препис на грбовите од грбовникот на Охмучевиќ е поместен во грбовникот на Корнерич Неорич од 1595 година, кој се чува во Универзитетската библиотека во Загреб, а бил пронајден во Дубровник. Бидејќи овој грбовник е работен врз основа на прототипот од Охмучевиќ, истиот е пишуван на кирилица и латиница. При тоа очигледно е дека неговиот автор слабо ја познавал кирилицата, па затоа направил доста грешки. Во овој грбовник грбовите се во боја. Во него најпрво се представени 11 земски грбови, а потоа 140 семејни грбови на разни војводи, жупани, кнезови, катунари, витези, властелини и други. Меѓу земските грбови се наоѓа и македонскиот земски грб. Под него на латиница пишува Macedoniae, а над него на кирилица пишува Цимери македонске земле, тоест грб на македонската земја. Македонскиот земски грб овде е представен со жолт, исправен лав со мала круна врз црвен штит од германски тип. Врз штитот има голема круна.
Во овој грбовник македонскиот земски грб се среќава уште два пати во така наречени општи или сложени грбови. Овие општи грбови требало да го представуваат единството на јужнословенските народи, тоест илирската идеја. Како основа за овој општ грб се земени символите на српскиот цар Душан и неговиот син Урош. Во првиот општ грбовник, кој е представен во првото горно десно хералдичко поле, тоест од левата страна на гледачот, е представен македонскиот земски грб кој представува жолт лав на црвена основа со мала круна над главата, но не е исправен, а нема ниту штит. Тоа е така бидејќи во овој општ грб, поради ограниченоста на просторот, земските грбови речиси се слеани. Во вториот општ грб, од истиот грбовник кој е попрегледен од првиот, македонскиот грб повторно се наоѓа во првото хералдичко поле. При тоа тој е представен како жолт исправен лав со мала круна врз црвен штит од германски тип. Според тоа, македонскиот грб во двата општи грбови се наоѓа во првото хералдичко поле. Од тука некои автори тоа го земаат како правило и кога македонскиот земски грб во други грбовници се наоѓа во друго поле, а во првото поле е сместен бугарскиот, сметаат дека се работи за ненамерна грешка, што изгледа дека и не е баш така. Врз основа на прототипот од грбовникот на Охмучевиќ е составен и така наречен лондонски грбовник, кој за научната јавност стана достапен во 1992 година. Овој грбовник, иако не е датиран, за него се смета дека потекнува скоро од исто време кога настанал и грбовникот Корнерич Неорич. Во овој грбовник македонскиот грб се среќава два пати. Еднаш сам, како земски грб, а вториот пат во сложениот грб на Стефан Немањич. Овде земскиот грб на Македонија е представен со жолт разгневен лав со круна над главата врз црвен штит од германски тип, над кој стои круна со 5 крака, која е украсена со скапоцени камења. Во сложениот грб на Стефан Немањич, во кој се поместени грбовите на илирските земји, македонскиот земски грб е представен во првото хералдичко поле. Поради ограниченоста на просторот, жолтиот лав е представен во хоризонтална положба. Кон крајот на 16-тиот и почетокот на 17-тиот век се датира и грбовникот на Паленич, кој се чува во Академијата на науките во Загреб. Овој грбовник веројатно настанал во Далмација. Дел од грбовите во овој грбовник се во боја, а други во црно-бела техника. Во овој грбовник покрај семејните се наоѓаат и неколку земски грбови, меѓу кои се грбовите на приморските земји, Србија, Рашка, на Македонија и на Хрватска. Бидејќи од грбовникот недостасуваат неколку листа, во него ги нема грбовите на Босна, Бугарија, Славонија и Далмација. Македонскиот земски грб, како и сите други, е нацртан многу грубо, со црн туш. При тоа македонскиот грб е представен како исправен лав со круна над главата на штит од германски тип, врз кој има голема војводска круна. На лентата под грбот стои надпис Macedoniae Regiu. Во 1601 година во Пезаро излегла од печат книгата Царство на Словените од Мавро Орбини. Ова обемно дело, кое е напишано на италијански јазик, представува прв обид да се напише историја на славените воопшто и особено на јужните Словени. Пристапот кон историјата е со пансловенски карактер со митски и епски карактеристики, без соодветна научна критика. Ова дело на Орбини во 1722 година е објавено на руски јазик во Санкт Петерсбург. Покрај обидот да ја представи историјата на јужните Словени, Орбини во делото ги дал и грбовите на словенските земји, без соодветно објаснување и толкување. Некои автори сметаат дека токму Орбини ги измислил грбовите на јужнословенските земји и дека оттаму биле преземени во ракописните грбовници. Меѓутоа, други автори сметаат дека грбовите што ги представил Орбини во својот труд, всушност ги составувал според постојните ракописни грбовници. Во секој случај, делото на Орбини е прва печатена книга во која се среќава македонскиот земски грб. Мавро Орбини
При представувањето на грбовите на одредени земји, истите ги поместувал пред текстот за историјата на конкретната земја. Со оглед на тоа дека во делото нема текст за историјата на Македонија, земскиот грб на Македонија не е представен самостојно, туку во сложениот грб на Стефан Немања. Овој грб не е во боја, туку во црно-бела техника, без соодветно хералдичко шрафирање, што значи не може да се толкуваат неговите бои. Од легендата под текстот се гледа дека македонскиот земски грб е представен во четвртото хералдичко поле. Станува збор за исправен лав без круна на главата врз германски тип на штит. Со оглед на фактот што македонскиот грб е представен во четвртото поле, а не во првото, како што е во претходните грбовници, во случајот во првото поле е земскиот грб на Бугарија, некои научни авторитети сметаат дека Орбини го заменил местото на македонскиот и бугарскиот грб. Алтхановиот грбовник, кој се чува во библиотеката во Болоња, е составен во 1614 година во Виена. Во него македонскиот земски грб е представен со златен лав на црвено поле и кај него за прв пат се јавува двојната опашка. Врз штитот има 3 крака круна. Над грбот на кирилица пишува Македонске земле, цимери и на латиница Insignia Regni Macedoniae. Претходно авторот наместо Macedoniae запишал Далматие, но откако ја увидел грешката, тоа го прецртал. Во Музеот за применета уметност во Белград се чува така наречениот Белградски грбовник, кој потекнува од околу 1620 година. Овој грбовник е во боја со многу позлата и со висок уметнички квалитет. Во овој грбовник македонскиот земски грб се среќава 3 пати, еднаш самостојно и 2 пати во сложените грбови. Самостојниот земски грб на Македонија е представен како исправен жолт лав со двокрака опашка и круна над главата. Над штитот, кој е ренесансен, стои 3 крака богато украсена круна, а на лентата под штитот на латиница пишува Macedoniae. Во општите грбови на Стефан Немања, македонскиот земски грб е даден 2 пати како жолт лав на црвена основа во првото хералдичко поле. При тоа, во првиот општ грб, лавот е представен во хоризонтална положба со еднокрака опашка без штит, а во вториот случај тој е поместен на штит и е со мала круна над главата и двокрака опашка. Во многу слични позиции македонскиот земски грб е представен и во грбовникот на Марко Скороевиќ, за кој се смета дека настанал помеѓу 1636 и 1638 година. Овој грбовник Марко Скороевиќ му го посветил на австрискиот надвојвода Фрањо Фердинанд. Во него сликите се во боја, а текстот е на латиница. Авторот на овој грбовник е застапник на австро-илирскиот концепт, според која ослободувањето на јужните Словени од османлиска власт требало да дојде преку Хабсбурговците. Во овој грбовник самостојниот македонски земски грб е представен како исправен жолт лав со круна над главата и двокрака опашка врз црвен штит, врз кој стои 3 крака круна. Над него на латиница стои текстот Insignia Regni Macedoniae, додека во општиот грб на Стефан Немања, македонскиот грб е представен како жолт лав со двокрака опашка во хоризонтална положба во првото хералдичко поле. Македонскиот земски грб се среќава и во Фојничкиот грбовник од 1675 година, кој се чува во Фрањевачкиот манастир во Фојница. Во овој грбовник македонскиот земски грб се среќава 2 пати, еднаш самостојно и еднаш во општиот грб на Стефан Немања. Самостојниот македонски грб е представен како исправен жолт лав со круна над главата, врз црвена основа на штит од германски тип, врз кој има седмокрака круна. Над грбот има празна лента во која најверојатно на кирилица требало да биде испишано грб на македонската земја, но тоа не е внесено. Во лентата под грбот на латиница е испишано Macedoniae. Во општиот грб на Стефан Немања, македонскиот земски грб е представен како жолт лав во хоризонтална положба со круна над главата врз црвено поле без штит.
Македонскиот земски грб се среќава и во оловниот грбовник од 1689 година кој се чува во библиотеката во Болоња. Овој грбовник не е во боја, а нема ниту соодветно хералдичко шрафирање, поради што не може да се толкуваат боите. Македонскиот земски грб овде се среќава 3 пати, еднаш самостојно и 2 пати во општите грбови. Посебниот земски грб на Македонија, овде иако не е во боја, е убаво насликан. Станува збор за исправен лав со 5 крака круна на главата и двокрака опашка, кој е представен врз германски штит, врз кој е положена 5 крака круна. Под грбот на една драперија на латиница пишува Macedonije. Во двата општи грбови на Стефан Немања, македонскиот земски грб е представен во првото хералдичко поле. Во берлинскиот грбовник, кој потекнува од крајот на 17 век, македонскиот земски грб фигурира 2 пати, еднаш самостојно и еднаш во општиот грб на Стефан Немања. Самостојниот македонски грб е представен како исправен жолт лав со круна на главата и еднокрака опашка која завршува со факел и е представен врз црвена основа на штит од германски тип, врз кој има петокрака круна. Над тоа на кирилица е испишан текстот Цимери македонске земле, а во лентата под грбот на латиница пишува Macedoniae. Во општиот грб на Стефан Немања, македонскиот грб се наоѓа во првото хералдичко поле и тоа е жолт лав врз црвена основа во хоризонтална положба. Голема важност за следење на македонскиот земски грб на грбовниците имале стематографиите кои всушност биле печатени каталози на грбови. На почетокот на 18 век се појавила печатената стематографија на хрватскиот преродбеник Павел Ритер Витезовик, која всушност представува збирка на грбови и символи од јужнословенските народи, и со оглед на тоа што станува збор за печатена стематографија, факт е дека таа одиграла многу поголемо влијание во ширењето на јужнословенската идеја, на илиерската идеја, но и распространувањето на знаењата и познавањата околу грбовите на јужнословенските земји. Интересно е во оваа книга да се одбележи фактот дека овде се дадени македонскиот и бугарскиот грб, се разбира ги имаме и грбовите на другите земји, но во случајот македонскиот грб овде е представен како црвен лав на жолта основа, а бугарскиот како жолт лав на црвена основа. Академик Матковски, кој што се занимава со прашањето на хералдиката и кој што всушност е еден од првите автори кој што дал најголем придонес за развој на хералдиката во Македонија, смета дека Витезовик направил грешка, всушност дека ги заменил бугарскиот и македонскиот грб на тој начин што тој наводно први ги сечел грбовите од други постари книги или ракописи, значи не ги изработувал сам, не ги цртал сам, туку ги сечел од други места и ги лепел во својот зборник, а дури потоа ги додавал имињата под нив, што значи не ги сечел и лепел истовремено имињата и самата апликација на грбот, така што според него на тој начин била сторена грешка, при што под македонскиот грб е ставено името на Бугарија, а под бугарскиот името на Македонија. Меѓутоа се чини оваа констатација на Матковски е неиздржана, а за тоа најдобро сведоштво представува фактот што на крајот од стематографијата има и објаснување за секој грб по-одделно, па во таа смисла, ако се спореди она што е напишано на крајот од објаснувањата, повторно доаѓаме до еден исти заклучок дека тоа што е представено како грб, всушност и така треба да се прифати и дека споменатиот автор не направил никаква намерна или ненамерна грешка. Големо влијание кај јужните Словени, а со тоа и во Македонија извршил преводот на Жефаровиќ на стематографијата на Витезовиќ на словенски јазик. Жефаровиќ бил преродбеник, зограф, иконописец, бакрорезец, прв хералдичар кој е по потекло од Дојран, Македонија.
Голема слава меѓу јужните Словени му донела неговата граверска и издавачка работа. Во 1741 година ја превел стематографијата на Витезовиќ. Таа е посветена на патриархот Арсений. На стематографијата покрај Жефаровиќ работел и виенскиот мајстор Месмер, кој цртежите на Жефаровиќ ги режел во бакар. Во стематографијата на Жефаровиќ македонскиот грб е даден и посебно, при што тој е представен на шпански штит, како црвен лав на жолто поле. Лавот не е крунисан. Над штитот има петокрака круна. Над грбот пишува Македонија. Под него има 4 стиха кои всушност се превод од латински на црковнословенски. Стиховите во преводот гласат: Златниот штит е покриен од црвен лав, како знамења на црковната чест. Го ограби големиот лав, турската диадема. Еднаш штом падна, ја изгуби сета чест. Овие стихови се малку поинакви од оние кај Витезовиќ. Наместо на царското величие, Жефаровиќ овој грб го посветува на црквата. Во неговото објаснување за македонскиот грб стои: Македонија се означува со црвен лав на златно поле за кој повеќемина мислат дека бил грб на Грција. Епирците пред времето на Александар Велики имаат црвено молоско куче, а потоа ја ставија тојагата на Херакле исправена меѓу воловски или биковски рогови. А кралевите неманјичи, како ознака за Македонија, користеле црвен лав, а во истото својство се содржеше и кај нивните потомци и кај знамињата на областите. Во приватната собственост на Иво Сарака, кој бил дубровнички властелин, е зачуван еден грбовник во Бој. Според Матковски, овој грбовник бил направен во 1746 година. Матковски смета дека овој грбовник бил направен од лице кое се крие зад монограмот РМР, за кое професорот Гелчиќ смета дека тоа бил Михо Пешиќ. Во овој грбовник, кој се наоѓа во Дубровничкиот архив, македонскиот земски грб се сретнува еднаш. Штитот е во германска форма во црвена боја на која е аплициран жолтиот лав. Над штитот има круна со 5 крака, а под грбот пишува Macedoniae. Следен грбовник на кој може да го забележиме македонскиот грб се наоѓа во библиотеката на Матица Српска во Нови Сад. Таму се чува грбовникот на грофот Ладислав Фестетиќ од Толна. За прв пат за овој грбовник е пишувано во 1961 година од Чурчиќ. Во статија го нема македонскиот земски грб, но авторот на Александар Матковски на увид му го дал грбовникот на Фестетиќ. Матковски успел да сними 2 слики на кои може да го видиме македонскиот грб. Македонскиот земски грб во овој грбовник се појавува 2 пати. Еднаш самостојно и еднаш како дел од општиот грб. Како посебен, македонскиот грб е исправен златен лав на црвено поле. Над главата на лавот има круна. Круната се појавува и над штитот кој е германски. Над штитот има празна лента, а под штитот има уште една лента со надпис Macedoniae. Треба да се забележи дека на општиот грб македонскиот лав е посветол во однос на оној каде се појавува самостојно. Македонскиот земски грб се појавува и во 19-тиот век на некои грбовници или таблици и тука можна интересно да се напомене дека барем на 2 од нив е поврзан со политичките состојби во југоисточна Европа. Имено во Хрватска во 20-тите и 30-тите години на 19-тиот век многу е активно и лирското движење, кое што на некој начин е почеток на идејата за обединување на јужните Словени. Представниците на ова илирско движење биле многу активни на многу полиња, особено на планот на лингвистиката, на културата, со цел да покажат дека од Јадранското море до Црното море живее еден народ или многу сродни народи кои што во иднина би требало да се обединат во една држава. Во тој контекст интересен и примерот со македонскиот земски грб. Имено најстакнатиот деец на илирското движење, Људевит Гај, кој бил многу активен на разни полиња и исклучително образована личност,
се заинтересирал и за хералдиката. Па така тој го замолил Филип Пашалич да направи една копија на војничкиот грбовник, каде што го има и македонскиот грб. Филип Пашалич ќе направи таа копија која што денес може да се најде во гаевата оставнина на Народната универзитетска библиотека во Загреб. И кога ќе го погледнеме овој македонски земски грб, ќе забележиме една мала разлика во однос на војничкиот. Имено тука македонскиот грб е жолт лав на црвен штит, а над штитот има кралска круна. Меѓутоа, под штитот го нема надписот Маседонија е, туку Филип Пашалич, кој ја правил копијата, рачно од десната долна страна на грбот го напишал написот Маседонија е. Исто така, интересен е и примерот со хералдичката таблица на Милан Симич. Имено во Србија во 40-тите години на 19-тиот век започнува еден процес на силен национализам и свртување кон средновековното минато со цел да се покаже дека српската држава имала историско право на одредени територии на Балканот врз база на освојувањата на српските владетели во средниот век, особено на царот Стефан Душан. Многумина сметаат дека влијание врз создавањето на оваа таблица на Милан Симич, кој што бил виден член на Друштво српске словесности, имало и начертанието на Илија Гарашинин од 1844 година. Меѓутоа, треба да се напомене дека начертанието бил таен документ за кој многумина во Србија немале никакви информации. Дури на почетокот на 20-тиот век овој документ ќе стане јавен и ќе се видат целите на српската надворешна политика. Така што сметам дека Милан Симич воопшто не знаел за постоењето на начертанието, но најверојатно добро ја познавал српската средновековна историја и таа го инспирирала да ја направи оваа хералдичка таблица, чисто наслов е грбовите на српските кралеви и земји. Од самиот наслов на ова негово дело се гледа и целта да се покаже дека добар дел од Балканот треба да припадне на српската држава. А таблицата има два дела, едниот е грбовникот на цар Душан, а другиот е грбовникот на цар Урош. И во овие два грбовници се појавува македонскиот земски грб, но тој се појавува и самостојно во оваа таблица. Интересно е да се напомене дека македонскиот грб тука е прикажан како црвен лав на жолта основа, додека бугарскиот е прикажан како жолт лав на црвена основа. И тука може веднаш да се забележи дека големо влијание врз оваа таблица, односно врз Милан Симич, имала стематографијата на Христофор Жефарович, кој што потекнува од Дојран, тогашна османлиска Македонија. Инаку во оваа таблица има и опис на земјата Македонија, која што е опишана како земја на Јужниот Балкан, која што се граничи со Српска Дарданија, со Албанија, со Тесалија и излегува на Грчкото море, односно на Егејското море. Употребата на терминот Грчко море или Грчки полуостров не била воопшто чудна во 19-тиот век заради влијанието на традицијата и влијанието на Цариградската патриаршија. Освен лавот, постојат и други символи на грбовите на Македонија. Например, волкот или големото куче се јавува на неколку од нив. Тој се јавува на грбот на принцот Македон од Ематија, кое што е опишано во книгата на Џон Ферн, објавена во Лондон 1586 година, и Жефарович во својата стематографија
зборува за еден таков грб. Истиот грб можеме да го најдеме и на неколку мапи.